прилог за една девојка која што успеа да се избори со сите препреки и предрасуди кои што и ги носеше незиниот проблем. Трнлив беше патот до факултетската диплома на Вероника Љоровска. Неприфатена од околината, неприфатена и речиси отфрлена во најраното образование, но сето тоа го јакнеше мотивот да докаже дека секој има право на своја визија за иднината. Точка 15 стои стамено успехот од завршените студии по графички дизајн зад името Вероника Љоровска. Вероника има физичка попреченост. Во количка е од кога знае за себе. Количката е пречката за сомнежот на сите што не ја знаат Вероника, дека никогаш и во ништо нема да успее. Но, ако ја познавате, тогаш сосема ви е логично една тешка етапа од својот живот, Вероника да круниса со звезден успех. Графичката дизајнерка Љоровска пред 2 години со незината изложба во Кора на дел од своите студентски работни задачи најави дека и факултетот ќе го земе под свое и дека дипломата ќе биде во незините раце. И сето тоа го оствари пред 3 месеци. Вероника, како успеа? Успеав благодарение на упорнота и труд. Успеав благодарение на упорноста и трудот што ги вложив во секој чекор. Важно ми беше да поставувам јасни цели и да работам кон нив секој ден. Поддршката од пријателите и семејството исто така играше клучна улога во мојот успех. Трнлив беше патот до факултетската диплома на Вероника, неприфатена од околината, неприфатена и речиси отфрлена во најраното образование, но сето тоа го јакнеше мотивот да докаже дека секој има право на своја визија за иднината. Како графички дизајнер ја замислувам својата иднина како пат на иновации, креативност, каде што создавам дизајни што го инспирираат и поврзуваат светот. Сакам да работам на проекти што инспирираат и оставаат траен печат во општеството. Вероника Љоровска своите студии ги заврши на факултетот за арт и дизајн на Европскиот универзитет. Поддршката што и беше дадена има свое име и презиме. Сите професори на факултетот. Една од нив и деканката, ликовната уметница Гордана Вренцовска. И бев ментор за незиниот дипломски труд кој што го одбрани оваа година. Со разбирање на управниот одбор на Европскиот универзитет, Вероника го продолжува своето студирање и на вториот циклус, исто така на насоката графички дизајн. И навистина сите заедно тука се трудиме да и помогнеме што повеќе и да се вклучиме во остварувањето на незиниот сон, а тоа е да стане графички дизајнер. Колку што таа учи од нас, толку и ние учиме од неа, може би уште повеќе, бидејќи е еден редок пример за упорност, за истрајност, за вложување на максимално на своите потенцијали во процесот на студирање и навистина може да се каже дека Вероника беше пример, не само за професорите и асистентите, туку и пример и за незините колеги, за тоа како може да се биде дисциплиниран, како може да се присуствува на сите предавања, како може да се работи на задачите кои што се поставени, да се покаже една голема љубов, да се покаже еден голем труд и многу голема волја за остварување на незините цели. Кон повисоките цели, овој пат магистерската диплома, Вероника се упатува со верба,
по доброто утре за кое се бори целиот свој живот, да не биде само за неа, туку за сите нас. Вирувам дека екам мојата работа на мој детета. Верувам дека мојата работа може да направи разлика и да остави позитивен, траен впечаток на заедницата. Само напред, девојко, таква каква што си, насмеана и полна со живот.